Апаратите се расипуваат и пред истекот на гаранцијата, но потрошувачите не може да ги сервисираат ниту рекламираат, бидејќи тешко може да докажат дека дефектот е фабрички. На адреса на Организацијата на потрошувачи најголем дел од поплаките на граѓаните се однесуваат токму на проблемите со остварување на правата од гаранцијата на техничките производи. Значи, немање доволно докази, дека обично завршува спорот, вие сте го притиснале ова копче или сте уклучиле погрешно, па онда не. А тоа е избегнато, jer при куповината, поготово на некои поголеми апарати, фрижидер, електричен според или машина за перење садови, должен е продавачот да ви машината уклучи, да ја пушти во работа и да ви даде гарантен лист. Не е мал бројот и на поплаки за квалитетот на храната што ја купуваат, најчесто за составот и адитивите прикажани на самите етикети, кај кои потрошувачите воочиле разлики од прикажаното и составот. Потрошувачите најмногу се жалат, да кажеме, при набавките кај ако се прехамбени производи, на лажно прикажување на состојките, да кажеме, нутритивните или енергетските вредности. Значи, вам една страна покажува дека ова е без шекер, ако ќе читате составот, ќе видите дека има шекер, или, рецимо, недоволно искажани декларации, што е означување, да кажеме, на производот, што е и законска обврска сега веќе, и на тој начин избегнуваат да имаат поплаки. Годишно до Организацијата на потрошувачи пристигнуваат и до 3000 пријави од граѓани, но најголем број од преставките се неосновани поради неедуцираност на купувачите. Најголем дел од поплаките се за квалитетот на производите, но се жалат и на услугите на јавните предпријатија, туристичките агенции и онлайн продажбата. За поголема заштита на правата на потрошувачите се крои нова законска регулатива, а годинава се почна со проектот Фер кон потрошувачот. Компаниите со најголем број на поплаки јавно ќе се објавуваат.